На неколку дена пред стартот на грејната сезона, општините и државата се уште не можат да се договорат како ќе се плаќа загревањето на училишните згради. Иако ова било една од темите на кои управниот одбор на ЗЕЛС разговарал со министерот за финансии, конкретно решение се уште нема. ЗЕЛС бара од Министерството за финансии и од владата да изнедат решение, да се изнајде модус како ќе се финансираат училиштата, односно блок дотациите кои што треба да се зголемат за да се покријат оние трошоци кои што ги имаме во овој момент. Повеќето градоначалници се на став. Единствено решение за високите сметки за струја во образовните институции со кои ќе се соочат со почетокот на грејната сезона е доколку истите преминат на регулиран пазар. Доколку останат овие институции на слободен пазар, верувајте дека најголем дел од средствата кои што ги прибираме во сите овие институции ќе бидат потрошени само за електрична енергија и ќе биде доведено во прашање функционирањето на овие институции. За разлика од неизвестноста во училиштата, грејење во градинките ќе има. Категорична е министерката за труд и социјална политика Јованка Тренческа. Ќе има грејење во градинките и во сите останати институции. Покрај блок дотациите за платите, префрлуваме средства и за материјални трошоци. Меѓутоа, градинките си имаат и собствени средства до платата на родителите за сместување на децата во градинките, така да одговорноста за плаќањето на комуналии, вклучително и на сметките за електрична енергија, е оврска на основачот на градинката, а тоа е општината. За разлика од училиштата, градинките се во категоријата на оние институции кои се на регулиран пазар на струја.